Почитувана председателке на Република Македонија, Гордана Сињановска-Давкова, почитувана председателке на Комисијата на еднакви можности, Жаклина Пешевска, почитувани колеги, почитувани институции, почитувани советници, односно комисии, носители на председатели на комисиите за еднакви можности при локалните самоуправи, представници на невладиниот сектор и останати. Посебно чест и задоволство ми е, бидејќи јас како претходно пред да станам пратеник бев член на, односно председател на Комисијата за еднакви можности при Советот на општина Кавадарци и како комисија бевме многу активни, а посебно секогаш обрнувавме многу внимание врз жените и женските права. Затоа се одлучив да земам збор и на оваа јавна дебата и да го потенцираме и да го кажеме значењето на руралната жена, какво е и колку е големо и сеофатно. Руралните жени играат значајна улога како во земјоделието, производството на храна, управуваат со земјиштето, со природните ресурси, се грижат за куќата. Нивниот ден ни служи како потсетник. Зошто го велам ова? Како потсетник. Тој не потсетува дека одржливоста и еднината на светот е невозможна без жените, ама посебно и жените во руралните средини. Жената во руралната средина придонесува за благосостојба на своите семејства и развојот и имотот на селото. Целта на оваа јавна дебата е да им дадеме целосна поддршка на овие жени. Долгорочно да се зајакне позицијата на жената во руралната средина. Исто така, овие жени да бидат што повеќе информирани, а воедно и охрабрени, што поактивно да земат учество во целокупниот општествен живот, не само во руралната средина, туку и пошироко. Исто така, треба да се влијае, а воедно и да му се укаже овие жени треба да ја преземат улогата на лидери во своите средини со превземање на различни активности. Многу важно и значајно е тоа што повеќе треба сите ние, независно од кој дел, од која институција доаѓаме, да ги промовираме квалитетите на овие рурални жени. Се со цел да може да се привлече вниманието на сите релевантни фактори во општеството, односно во државата и да се презентира нивната улога. Зошто го напоменав ова? Жените во овие општествени средини сметам дека се невидливи. И покрај тоа што имаат клучната улога за опстанокот и развојот на руралната средина. И се неравноправни со машките членови во средината. Нивниот труд е непрепознатлив, не е ценет, ниту пак е платен. Недостатокот на информации, законските бариери, недостатокот од професионални едукации се едни од клучните препреки што жените во руралните средини не можат да се истакнат во општеството. Поради ваквата незавидна положба, ретко која жена сака да остане во рурална средина, а уште помалку сака да се врати таа што ја напуштила руралната средина. Знаеме дека жените ја сочинуваат половина од светската популација. И покрај тоа што се вели дека се жените столб на семејството и на општеството, а посебно за руралните жени треба да истакнеме дека се клучен фактор за опстанокот како на нивното семејство, ама значаен фактор и за опстанокот на самата рурална средина, и затоа треба да водиме многу сметка. А многу малку е направено за овие жени. Што треба да преземеме? Односно, што треба да се направи за овие жени, за нивниот живот да биде што полесен, а и подостоинствен? Сметам дека најпрво треба да се намали, односно не да се намали, да се искорени воопшто да не постои јазот меѓу урбаната и руралната жена.
А сите знаеме дека навистина постои јас меѓу урбаната и руралната средина и сите сме свесни за руралната жена и сите сме свесни за тоа. Со постоењето на овој јас се спречува жените во руралните средини да станат лидерки во своите општествени сфери на живење. Да се подигне нивото на размислување, свеста, вниманието кај сите нас и сите релевантни фактори за местото на жените од руралните средини во општеството. Исто така, потребно е да се обезбедат добри програми за развој на руралните средини. Не велам дека немаме и не сме почнале, но сметам дека тоа е малку и дека треба да направиме многу повеќе. Исто така, ние како држава треба да им овозможиме сигурен пласман на сето она што го произведуваат тие рурални жени во своите рурални средини. Да им се дадат поволни финансиски линии и грантови за почеток на производството, а за оние што веќе го има за да го унапредат. Исто така, да се обезбедат и неповратни средства. Се со цел за полесно да можат да обстанат во руралната средина, а воедно и да го зголемат своето влијание. Не сакам да должам повеќе, ќе бидам кратка, сакам на сите жени од руралните средини да им го честитам утрешниот празник, денот на руралната жена, и сметам дека како собрание, како невладини институции, како институции од владата, сите ќе се заложиме за да донесеме заклучоци. Но не само заклучоци што треба да се прави. Треба да оформиме, сметам дека јас да оформиме еден совет и со кој совет навистина ќе ги следи работите и сите овие забелешки што ги имал Државниот завод за ревизија навистина да се спроведат. Бидејќи ако не ги спроведеме тие забелешки што Државниот ревизор ги нотирал како такви, не верувам дека нешто ќе направиме, ќе остане само на вакви изборувања. Ви благодарам.